Цар на мирот и спасител на нашите души, Тебе слава Ти. Ajde vidimo koji ide posle ove Ramazana. Неговиот Бог славен спомене празни сега сите верни и предлагат. Величи душа моя Господа, и возрадоваться дух мой обуси, и свято имя Его, и милость Его роди родом, поясница Его. Добри сте, дома се, сите се хваламо на Господа. Тума тука беше заангажирано јадената да се постави. Ама сигурно пимен ќе го донесе. Ајде да видим вам. Подароците ние после ќе ги даваме на ручек. Не знам како е.
Услышиме поради Твојата правда и не стапувај во суд со Твојот слуга, зашто пред Тебе нема да се оправда ниту еден од живите. Непријателот ја прогонува душата моја во Твој. Се сетив на намнешните дни, размислував за сите Твои дела, расудував за делата на Твоите раце и протекнах Твоите раците мои, душата моја е жедна за Тебе, како суја добро. Скоштинија одрената и Господја, зашто на Тебе се дадева, Господи, покажи ми го, патот по кој треба да одам. Morate сите да изказвате така законот. Треба да направим. Затоа и ние овие обновувања духовно да ги празнуваме. Да внимаваме. Мир на сите. Духовито воемо прокимен глас,
Трети, Господ е моја светлина и моje спасение, од кого ќе се бојам. Господ е заштитник на мојот живот, од кого ќе се страшам. Од посланието на светиот апостол Павле, а од потомството на Авраама прими, затоа должен беше во се да личи на браќата, па да биде милостив и верен правосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите народни, зашто во она што сам претрпе, откако беше искушан, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. Мир на тебе. Алилуја, алилуја, алилуја. Премудрост простом да го слушаме светото Евангелие. Мир на сите. Духови Твојему. Ќе се чита од светото Евангелие по Матеја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во она време дојде Исус во земјата на Кесарија Филипова, ги праша учениците своји и им рече: за кого ме мислат луѓето мене синот човечки? Тие одговорија, едни за Јована Крстител, други за Илија, а некои за Еремиј или за еден од пророците. Он им рече: а вие за кого ме мислите? Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, Синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и му рече: блажен си ти, Симоне, сине Јонин, од и тело и крв не ти го открија тоа, а мојот Отец, кој што е на небесата. И јас тебе ти велам, ти си Петар, и на тој камен ќе ја изградам црквата своја. И вратите на пеколот нема да ја надвладеа. О тебе, Господи, слава Тебе. Помилуј не Боже, по Твојата голема милост и се молиме, чуј не и помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Ще се молиме за блаженейшиот архиепископ наш, за високопреосвещеник Господи Петар, Господи, помилуј, Господи, помилуј. За сите браќа и за сите христијани. Помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Човеколюбец Бог, и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христе, со Тебе се весели. Весели Твоја Христе Боготи, и моја духовного покорити на
Стоиме за слушање на Светото Евангелие. Господа благословиме. Помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Премудрост простор да го изслушаме Светото Евангелие. Мир на сите. Ќе се чита од Светото Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време влезе Исус во едно село. Некоја жена по име Марта го прими во својот дом. А таа имаше сестра по име Марија, која седна при нозете Исусови го слушаше словото Негово. Марта се беше зафатила со многу работи и кога застана рече: Господи, зар не ќеш да знаеш дека сестра ми ме остави да служам сама, каже да ми помогне. Но Исус и одговори и рече: Марто, Марто, ти се грижеш и се трудиш за многу работи, ама само едно е потребно. Марија го избра добриот дел, кој нема да ја се одземе. Вечен, порано упокоени, благочестиви, православни христијани. Господи, Господи, служителе и христијани сотвори вечную памјат.
Самото наше тело, кое што се го удостоил сефалниот апостол Павле, да го нарече Твој храм и членови на Твојот Христос, утврди го во него до свршетокот на светот, да остане непоколеблив и прославен со Тебе, удостојне нас во него да и принесуваме безпрекорни славословие на Твојата слава и на единородниот Твој Син, кога Македонската православна црковна општина Светинава Охридски во Валме одбележува 10 години од поставувањето на камен темелникот за градба на овој храм, 40 години од своето организирање и кога целиот христијански свет одбележува 1700 години од Миланскиот етник и 1150 години од Моравската мисија на светите браќа Кирил и Методий. Кога крал во Шведска Карл XVI Густав, премиер Фредрик Райнфелд, а председател на Република Македонија господинот Ѓорѓе Иванов, премиер на Република Македонија господинот Никола Груевски, парокиски свештеник протериер Ставрофор Клажа Божарски, а председател на Црковниот управен одбор на Македонската православна црковна општина господинот Слободан Дешовски. Со Божи благослов, архиепископ Охридски и Македонски Стефан, митрополит Европски Пимен, митрополит Преспанско-Пелагонijski, администратор Новозеландски господин Петар. Ако дозволите и на шведски да прочитаме. From the Clerical Chictos of Methodius Missionär Resort in Moravia. Inningen oversiedelsen utfört under året då Karl 16 Gustav är kung och Fredrik Reinfeldt är statsminister i Sverige rike. George Ivanov är president och Nikola Gruevski är premiärminister i Republika Makedonien. Församlingspräst är Lazar Kozarski och ordförande i kyrkoförsamlingen är Slobodan Duševski. Arkiepископ Охридski i Makedonski Stefan, mitropolit för den Europastiften Pimen, mitropolit för Prespodpelagonijski och administrator för Australien och Ny Zeeland Petar. De ska underteckna detta och vi ska gå tillbaka och sätta in i altar. Очите на сите се управени кон Тебе и им ја даваш нивната храна. Да помножje и кои што на Мојсија му даде
заповед и план, а на Веселеju удахна дух на премудрост и го способи да ја извади мирна на свештенството во која што службите и уредбите беа слика и праобраз на вистината на древниот храм, а со твоите свети и сепвални апостоли ја обнови водата во духот на службата и вистинската скинија и преку нив, Господи на силите, светите цркви и жртвеници Твои си ги насаду по целата земја да Ти се десуваат духовни и бескрвни жртви Ти кои што си посакал и сега да се исправи овај жртвен, направи овај жртвеник во името на преподобниот светотеснаш на Охристиот чудотворец и да се освети за Твоја слава и на Твојот единороден Син и на Твојот свету Ти самиот безсмртен и многодарежлив Цару, спомни ги Твоите добрини и Твоите милости, бидејќи се отпамтиве и немои да се гнасиш од нас од сквернетите од многу гревови, ниту пак да го раскинуваш Твојот завет поради нашата нечистотија, но туку на Твојата неискашлива добрина. Боже, заштити не спаси, помилуј и запати не со Твојата благодат. Načenik Ti počivaš, koji za Tebe postranaj. Do koga Ti mačiš našите duši, ako si Ti Hristos, kaži mi slobodno. Isus mu govori, vi rekofite i ne veruvate, delate što ti vršam ja sveto na moj Otec, ti je svedočan za mene. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Zašto si mi postigli koji koljuje zbog i Tebe slava Ti voznešćuvame na Otec od Sina i Svetu, sve koga živo večni vekovi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Episkopi naši, Ohridski, Makedonski, Stefani, Žavisljeni, Osudaj, Mitropoliti, Vendari, Imen, čestnotu sveštenstvo, Hrvatska djarnostvo, za si odkaliri, za si predvrde, da se pomoli na Gospoda. Gospodi pomiluj. Така личеше, не било, може да бъде зарезен? Висока да. Која е? Да? Нещо така.
Pređeš osnike, ne? Zato što vinski čaše. A tanjerima tu ne, oni je pregledali. Neki, И места изградија велелепни храмови, но немајќи своја слободна црква во татковината, тие своите градби ги регистрираа по име на некоја од соседните цркви, обично како македонско-бугарски. И за жал, иако нашиот народ во најголема мера ги градеше и посетуваше поради регистрациите, тие храмови останаа во собственост на црквите од чија юрисдикција и беа. Во Втората светска војна, особено во 60-тите и 70-тите години, од Македонија заминаа најмногу македонци во Австралија, Соединетите Американски држави и Канада. Некои пак во западноевропските земји дојдоа Боже на привремена работа, но еле најпрогодни останаа до денес. Но и новите печалбари, иако растеа во социјалистичко општество, и тие не можеа без црква. Така во Мелбурн, Австралија, во 1960 година, во Гери, Индијана, во Соединетите Американски држави, во 1963 година, во Торонто, Канада и во Малме, а потоа во Гетеборг, во Копенхаген, па во градовите по Западна Германија, Австрија, Швајцарија, за да стигнеме и до Брисел, Париз, Лондон, а во последните децении и во Италија, каде имаме најбројно доселени македонци. Возлюбени, каде и да оди нашиот народ, ја носи својата прадедовска вера, ја носи ја чува, а верата го чува него. Само таму, каде што успеавме да организираме и изградиме наши храмови, се покажа дека таму полесно се надминува и блажува одделеноста и оддалеченоста од родната земја, и таму подобро ќе се сочуваат духовните и народните традиции и обичаи. Прашање какви ќе ви беа изминатите 40 години и каде ќе бевте ако го немавте храмот, ако го немавте светиналма покрај себе. Прашање е не само каква ќе ви беше иднината, туку каква ќе ви беше и сегашноста. И овде, како и насекаде, светиот храм е незаменливо и парче земја, и парче небо што ни припаѓа на сите. Храмот е најзврстиот стол на кој можете да се потпрете и најсигурната лаѓа што ќе ви помогне во неизвестните бури и невремиња во животот.
Пак ќе подвечам, она што особено заслужува да се истакне е убавината на овој храм, и архитектурата, и иконостасот, и иконите и фреските, се во овој храм е градено и правено со љубов. Па продолжете да го доукрасувате, а веќе создадено да го чувате. Возлюбени во Господа, со ова дело на вашите раце покажавте дека сте чеда на боголюбив народ, дека припаѓате на народ што создавал и создава дела за воски, дела што го красат Балканот и се дел од светската цивилизација. Овој велелепен храм, верувам, ќе придонесе и повеќе и подалеку да се слушне и кој сме, и од каде сме, и каков народ сме. И уште нешто, не е доволно што се градеше и што се изгради овој храм. И сета мака, и сиот труд, и сите средства, и сето време, и сета љубов што ги градивте, ќе имаат и смисла и оправдување, само доколку истинот послужи за она за што е изграден. Да биде место за молитва, место за средба и единство со Бога и неговите свети, да биде место каде што заедно духовно ќе растете и место кое е недотеклив извор за јастие и питие, од кој никогаш не се огладнува и ожедува. Овој храм, возлюбени во Господа, ви е татковина за татковината, храм за сите храмови и манастири во родниот крај. Овој двор и салата се место во кој најслободно, како во најсвое, ќе можете да се дружите и другарувате, да растете и стареете, да заиграте и запеете, да ви биде срецело и секоја недела и секој празник. Овде ќе најдете и утеха, и закрила, и помош. Овде ќе го слушате Словото Божјо, законите и заповедите на верата и црквата Христова. Овде ќе се учите на добродетелите. Секоја земја е Господова и се што е во неја вели царот Давид. А ви предстои градба која никогаш не завршува, а тоа е надградбата во верата, љубовта и надежда, градба која постојано и кај секого ќе се гради надградува. Исто така светиот храм, како училница за доброто и богоугодното, нека ви помага и во надградувањето и за спрстувањето на меѓусебното единство, за да бидете во мир и разбирање со сите други луѓе околу нас. Тоа најпрво треба да го имате овде во храмот и во македонската заедница. Со единство ќе можеме полесно да ги надминеме проблемите и искушенијата што имаме на национален и црковен план. Македонија и се што е македонско, и името, и идентитетот, и културата, и историјата, и црквата, насекаде и од секаде се чуваат брана. Бидете чеда со кои ќе се гордее и родот наш, и татковината наша, и црквата наша, а и ова демократска земја што не примила. Нека ни е пресник и вековит чинот што го извршивме, чинот на осветувањето. Милостивиот Бог, дарителот на се, по молитвите на светинални и сите свети, нека го награди трудот на сите што се вградивте во ова велено дело, и свештеникот, и управите, и дарителите, и архитектите, и градителите, и украсителите, и сите што придонесовте да го имаме овој прекрасен храм и да го доживееме овој ден. Возлюбени, на денот кога го извршивме осветувањето на новиот храм и воедно одбележуваме 40 години од формирањето на Македонската православна црковна општина, да се подсетиме уште еднаш на сите, на иницијаторите за формирање на црковната општина,
на членовите на управните одбори, председатели, секретари, на свештенослужителите, на архиереите, на сите што на свој начин учествувале и учествуваат во животот на оваа македонска црква. Покојните, Бог да ги прости, а на живите добро здравје и да продолжат по Богогодниот и спасоносен и родолюбив пат. Амин. За прvu годину. И по молитвите на светиот Јованевски, по молитвите на светите новомаченици, Ѓорги Катовски, Злата Мегренски и Спас Радонишки, по молитвите на Тројцата Пречистански и 40 битовски новомаченици, по молитвите на светите великомаченици Пантелеймон и Нина, Димитри, Победоносец и Георги Градочеви, по молитвите на преподобната мајка Параскева Петка, по молитвите на светиот Јован, архиепископот Цариградски Златоуст, и по молитвите на светиот апостол Тома, чиј спомен празнуваме и на сите свети, да не помилува и спаси, како благ и човек кој Повели преседниче. Браво. Можете да седнете малку додека да ги сместим уште малку гостите, па ќе ве повикам за... Ајде, полека. Мајца до вас, беже. Finns någon svenska som har fått inbjudan och stå här ikväll? Finns någon svenska som har fått inbjudan och stå någonstans här ikväll? Čekaj, koliko su dve? Daj mi. Ne. A, tuka se, dobro. Super.
I vamo li ne? Da. I ne vedi nas na iskušenje, no izbavi nas od zlog. Slava Hristim i Svjatomu Duhu i njih pristveno veki vekovali. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Blaženjejši Vladiko Svjati blagoslovi. Hriste Bože, blagoslovi goljadenjetu i pijenjetu na Tvojite čeda, zašto si svet svega i sekuda živo večni vekovi. Amin. Neka nije česti i vekovi život što bi izvršili dobro se najdopuni. И да искажеме нашите чувства кои што ги осеќаме по повод радоста на вашето присуство и радоста на осветувањето на нашиот свет храм. Од името свое, од името на Црковниот управен одбор и од сите вас, верниците на оваа црковна наша општина, која што се протега колку што е Република Македонија, толкова парокија е оваа парокија, но со многу помалку народ. Имам чест и задоволство да го поздравам негово блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Неговото високо преосвещенство митрополитот наш европски господин Пимен. Негово високо преосвещенство митрополитот Преспаско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски господин Петар со својот придружник секретарот Никола Барбозов. Неговото високо преподобие отецот Арсение. Од десната страна ми стоеше, а од левата страна е неговото високо преподобие архимандритот Нектарие од манастирот Свети Наум Охридски од Република Македонија, кој што не брзо ми поврзува и духовно. При дружбата на неговото блаженство протодјаконот Димче Миланов. Негова екселенција амбасадорот на Република Македонија во Шведска господинот Кире Игиевски. Представниците од шведската влада, ако може да кажем, од шведската држава, кои што се овде со нас, репрезентантите фрон ССТ Стокхолм, битрande секретарare Sven Erik Andersson och Erian Varin, medarbetare. Директорот на агенцијата при влада на Република Македонија за иселеништво, господинот Васил Наумов. Партеникот во Македонскиот парламент од изборната единица во Европа, господинот Христо Манчев. Председателот на епархискиот управен одбор на Македонската православна епархија за Европа, господинот Васко Шопов. Representanten från Svenska kyrkan från Malmö stad som ska vara kyrkoherde från 1 januari, men han är just nu i tjänst, och representant för biskopen från Lund, Anders Ekman. Och det här är också
Katerina från Mellevång, som är kyrkoherde. Här är också Maggie från Fusie, och nu ska vi bli kyrkoherde till Sankt Petri. Här var representanterna från Sankt Johannes församlingen, men som bråttom tid de lämnar oss på grund av att de var någonstans. Här är fader Alf som representerar idag Västra Slävlinge församlingen och Malmö kristna råd. Och här är också med oss Åsa Alkvist Bilda i Malmö. Här är södra regionen i Skåne. Јас мислам дека тука сме околу некаде, не можам а да не спомнам и поздрави од неговото високо преосвештенство, поранешниот митрополит Европски господин Гораст, кој што пред 10 години беше надлежен кога се постави камен темелникот и кој што ме задолжи од оправдани причини не може да присуствува, но ете испраќа поздрав и благослов до сите нас. Тука околу нас и со нас се представниците на Македонскиот сојуз во Шведска, господин Дилан Божиновски, председателите на македонските здруженија 11 октомври Хелсибор, Илија Марковски, Гиславет Питогули, не знам дали имаме тука некој, тука Гиславет Питогули, КСД Македонија Малме, Пелистер Трелеборг, има ли некој од Пелистер? Тие се спремаат за вечер, изгледа тамо каде не чекаат вечерва. И не треба да ги заборавиме представниците на сите наши македонски православни црквени општини кои што присуствуваат од нашата епархија. Да не пропуштам некој, нема да ги споменувам поред, ама ќе кажам дека имаме гости од Данска, од Германија, од Франција, од Швајцарија, од Франција рековме, Италија и наравно нашата најблиска црквена општина која што слави 140 години, тоа е црквената општина од Гетеборг, тука Милан ми мавка со раката. Најличен се сите затоа. И на крајта, но секој пат на почетокот, долетаните од Америка, Канада, кои што на своја доброволна основа дојдоа да голема нашата радост, нашата свеченост и нашето осветување, како и голем број од Република Македонија. Со нас е повторно и вечера беше синоќа беше отец Велиша, кој што е представник на Српската православна црква, а еве го и денеска овде помеѓу нас и заедно со нас. Уште еднаш благодарност на сите, ако пропуштив некој, молам да ме извините, малку сум несреќен што се вели со мислите, но сепак како и да е, добродојдовте сите овде. Оние што стоите, верувајте дека многу брзо ќе седнете и ќе добиете, храна има за сите, а сега да одиме со ред. Го повикувам председателот на црквената општина Светина Мохридски Малме, Слободан Кутешовски, да ве поздрави, односно да ги поздрави, да ве поздрави вас присутството од името на управниот одбор. Ќе дојдам јас таму. Браќа и сестри, драги гости и пријатели, позволете ми да во името на управниот одбор и во името на сите наши верници, на сите наши членови, во нашата црковна општина, во нашата парохија, како што спомна нашиот отец Обер, да ве поздравам сите и да ви се заблагодарам за вашето присуство во вклучност на овој ден кога го осветуваме нашиот прекрасен храм посветен на Светиот Наум Охридски чудотворец. Вие со вашето присуство збогативте ова наша манифестација. Овој чин кој беше предводен од нашиот поглавар, неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, заедно со неговото високо преосвещенство, митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор Австралиско-Новозеландски господин Петар и секако со нашиот домајкинот тука, нашиот надлежен архиереј за Европската епархија, неговото високо преосвещенство митрополитот Европски господин Пимен. Еве, драги мои пријатели,
дојде денот кога сите ние заеднички дочекавме и го проследивме овој важен миг. Еден чин кој навистина представува еден историски настан во духовното организирање на македонците во Европа. Еден чин кога се осветува всушности Соборната црква на Европската епархија, тука во Малме, посветена на Свети Наум Охридски чудотворец. Навистина ми е голема чест и задоволство како представник на нашата црковна општина, на сите уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето присуство и воедно збогатување, како што веќе кажав, на ова наша манифестација. Истовремено, сакам да искористам ова прилика и на сите наши верници и членови на нашата ова парахија да им го честитам 30-годишниот јубилеј од формирањето на нашата црковна општина, што своевремено представувала и првата црковна општина во Европа, по примерите на нашите сонародници кои се во прекоокеанските земји. Драги мои браќа и сестри, тргнувајќи уште од 1900 голема обврска за нас, за војнината, да продолжиме по истите стапки на кои сме ги почнале, да се со уште поголема сплотеност, љубов и Божја страв да продолжиме на афирмација на нашата света Свети Климентова црква на овие простори. Заборавив представникот на амбасадата при Копенхаген, господја Мира Ивановска, носител на должност на амбасадата на Република Македонија. А сега амбасадорот на Република Македонија во Шведска, господинот Ирин Ивски, сака да каже нешто. Ваше блаженство, ваше високо превишенство, почитувани гости и верници. Во име на председателот на Република Македонија, во име на премиерот на Република Македонија и амбасадата на Република Македонија во Стокхолм, сакам да го честитам јубилеот 40 години од формирањето на црковната општина во Шведска. Воедно, за мене како амбасадор во Кралство Шведска е чест да видам во овие свети моменти со надеж дека начинот на кој македонците во Шведска ќе бидат пример за сите македонци из целиот свет и дека ќе имаме уште многу осветување, уште многу цркви во сите делови на светот каде што живеат и работат. А денеска осветувањето на црквата значи за мене како амбасадор еден многу важен ден, бидејќи во целото мое функционирање од првиот ден во посетата на сите општини каде што живеат и работат македонците, секогаш отделува време за да ги посетам двете прекрасни цркви во Гетеборг и во Малме. Од денес оваа црква, овој соборен храм е осветен и се надевам дека ќе биде едно прекрасно место збиралиште на сите македонци кои секојдневно ќе можат да си ги своите обврски, духовни должности ги обавуваат и за добро и за лошо. Нека ни е честит денот и да живее Македонија. Representanten från SST Stockholm, Sven Erik Andersson, biträdande sekreterare. Kära vänner, Почитувани браќа, biskopar, präster och alla andra som har något med Makedonien att göra. biskopi, свештеници и сите други браќа македонци и од останатите. Först ett tack från oss från SST för att vi har fått vara med på den här fina invigningen på festen. Најпрви благодарам што ние од ССТ можевме да дојдеме и не поканихте да бидеме дел од тоа осветување на овој храм и на овој фест. Det är en stor glädje att få följa den här församlingen och vi har följt den ganska noga.
Ще бъде много радостно, што ние оваа црквена општина ја пратиме, но ја пратиме долго време. Och när jag tittade lite på det här mötet i mina papper så upptäckte jag att den 21 mars 1990 då var jag på det första församlingsbesöket i den makedonska församlingen i Malmö. Првиот контакт со оваа црквена општина која дошол на таа служба било на 21 март 1993 година, кога ја посетил оваа црквена општина во 1993. Vi har följt tillkomsten av den här kyrkan. Vi har sett den från början. Vi har sett den halvfärdig. Vi har sett den nästan färdig. Och då är det, tycker jag, fantastiskt att få vara med när den också är helt färdig och invigd. Ја пратев во оваа црква кога немаше ништо на оваа место, кога местото се купи, кога беше малку изградена, па беше малку доправена, па уште не довршена, па полека и еве денеска пак ја гледам дека веќе не завршено, има некои работи кои се треба да се довршат. Och det positiva med den makedonsk-ortodoxa kyrkan är också att jag har fått tillfälle 2 gånger att besöka Makedonien tillsammans med Fader Blas. Позитивно за мене е контактите со Македонската православна црква, со покрај мојата работа јас сум имал можности 2 пати да ја посетам Македонија заедно со вашиот свештеник Fader Blas. Mycket satte starka intryck och jag kommer säkert ihåg den nya kyrkan i Skopje. Многу големи силни впечатоци имам пробиено од Република Македонија и македонскиот народ, но посебен ми е Соборната црква или може би мисли на Светата Богородица, црквата во Скопје што се гради и што се гради. Och naturen omkring Torsby. И се разбира, без Охрид, ако не се спомне, не може да се посети Македонија за нека појде да се Den svenska staten är ju väldigt positiv till trossamfund. Шведската држава е доста позитивна за верските организации. Och det är ju en liten statlig myndighet, SSD, och då kan jag väl få läsa lagen för er också. Јас представувам една мала организација државна која што се нарекува SSD, но јас би сакал да прочитам и дел од законот само еден пасус. За нашата работа, правилникот. Bara 2 rader. Само 2 реда. Och då handlar det om stödet till trossamfund, och så här står det i lagen. Се однесува за помошта економиска на верските организации, а вака стои во закон. Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Det är svensk lagtext och det tycker jag är väldigt bra. Значи поддршката ја даваме и даваме поддршка во законот стои дека на верските организации може да се даваат поддршка на оние кои што се стабилни, долго стабилни, кои што се ги процени дека бидат долго стабилни, кои што се сигурни, кои што се развиваат во својата работа, не да застанат, а тоа е да имаат и црковни простори каде што ги извршуваат верски богослужби или дејности, да имаат социјални организации, односно да извршуваат сета потреба што ја има црквата како верска организација. Тука се мисли на болници, посети на затвори. На недела кога ќе се врати на работното место, еве тука го објавува председател свештеникот е тука, нашиот митрополит е тука, 62.000 круни секвитво. 60.000 шведски круни ќе бидат доделени на црквената општина. En annan av våra uppgifter på SSD är att jobba med krisberedskap, och det är Örjans uppgifter. Имаме ние во нашата организација исто така кои што се грижиме и за кризните моменти, кризните ситуации што се случуваат во текот на животот, а тоа е задолжението на мојот соработник господинот Örjan Wallin. Och det senaste året så har Örjan arbetat väldigt mycket här nere i Malmö. Det vet flera av er om. На последните години или последната година Еријан беше многу присутен тука во Малме. Еден мал презент за црквената општина од SSD. Det är en liten sak som har... Och
så vill vi ge en liten grej till Fader Blas också. Du får min tygkassa här. Nej, det är så här. Tack för det. Vi fick bara vänta på det här. Представникот на Агенцијата за иселеништво при влада на Република Македонија, господинот Васил Наум. Ваше Блаженство, архиепископ Македонски, Стефан, Ваше Високо Преосвещенство, митрополит Преспанско Литовски и администратор на Австралската новозеландската епархија господин Петар, Ваше Високо Преосвещенство, митрополит Европски, Тиме, Ваша Екселенцијо, амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска, Микири Мирски, почитуван пратеник прославлението на Република Македонија за Европа, Исто Манчев, почитувани представници на шведската држава, свеченост, господине Слободан Бешовски, председател на Македонската православна црквена општина на Охридски, почитувани дами и господа, представници на македонските православни црковни општини од Европа, САД, Канада, Австралија, почитувани дами и господа, представници на македонските организации, почитувани дами и господа, верници, парохијани на Македонската православна црковна општина Светина Охридски. И имам таа чест и задоволство од името на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија и владата на Република Македонија да ви го честитам јубилеот 40 години од основањето на Македонската православна црквена општина Светина Охридски во Малме и посебно денешниот чин осветувањето на Македонската православна црквена општина Охридски. Svenska kyrkan, vi är här i Sverige och det är fader Anders Ekman som är ny kyrkoherde kan vi säga i Svenska kyrkan här i Malmö som är i ny organisation Svenska kyrkan, men inte lite om biskopar, präster, ambassadör. Episkopi, svešterici, vaša ekscelencija, kära systrar och bröder i Kristus. Jag kommer med en hälsning från vår biskop Antje Jackelén. Och Malmös 2 kontraktsprostar, Mats Ekfors och Håkan Jennby. Jag och tillsammans med diakon Eva Holmberg har haft förmånen att lära känna fader Blasov inom fängelsesjälavården. Јас и една дама со следи што се вика Ева Холмберг имавме можност и отец Блажо Кожарски да го запознаваме преку затворот, но нема затвор, не беше во затвор, преку затворот, требаше во затвор. Fängelse är snabbt. Jag hade inte tänkt. Vi har också haft förmånen att följa arbetet och bygget med er vackra kyrka. И ние имавме можности преку него и преку неговите контакти да го пратиме новата градбата на оваа црква. Samling här i Malmö. Vi hade den stora glädjen igår och firade en enkel middagsstund tillsammans. Јас имам две поздрави. Едното е од Свети Јован црквата, каде што вчера заедно со вашите представници и делегацијата од Република Македонија имавме можности да се сретнеме и да отслужиме една заедничка молитва. Det var ju där allt började, 40 år sedan. Таму сте почнале пред 40 години. Och vi är otroligt glada att det kyrkorummet också har fått ta del i era hjärtan. Jag vet att det kommer många tillbaka från er och vill vara där, fira gudstjänst och ha vigslar. Och vi önskar, även om ni har en fin, ny, härlig kyrka, så ni är varmt välkomna också i detta kyrkorum.
Вие сте добродојдени повторно во нашата црква и знам дека некои доаѓаат кога не беше изградена црквата и да се крстат и да се венчаат со Свети Јован како шведска црква, но сега веќе ние имате изградено, направено, дотрено црквата и се надевам дека ќе доаѓаат и кај вас, но некои ако сака вратата е отворена да дојде кај. Сега што исто така имаме добри соработки со Македонската православна црква. Vi träffades senast i tisdags med Fader Blasso och en biskop här och några andra religiösa representanter från Malmö. Последната средба ни беше минатиот вторник и сега во вторникот заедно со митрополитот Климени од Блашо со останатите други верски представници на овој терен и на ова средина од тој дел од Малмö. Vår målsättning har varit bland annat att skapa en förutsättning, en grund för gemenskap över gränserna med olika religiösa förespråkare. Нашата задача се трудиме да бидеме, да ги напинеме границите и да ги отвориме. Jag sitter också med som representant för Malmö kristna råd, där också Fader Blasso finns med i styrelsen. Och jag vill då för alla kristnas räkning i Malmö lyckönska er i den nya kyrkan och möjligheten att bygga era egna gudstjänster, era egna förutsättningar. Јас Господ нека да благослови сите и вас. Подпредседателот уште на Европската епархија, односно на Европската епархија и подпредседател на епархискиот управен одбор. Vaše blaženstvo, vaše visoki preosveštenstva, vaša ekscelencijo, ceneti gosti, dragi oci, poštovani braća i sestри. Од името на Европска епархија и од моје лично име, сакам на сите вас да ви го честитам овој голем и свет чин осветување на нашиот соборен храм Свети Наум Охридски чудотворец овде во Хамбург, во Малме, јас сум од Хамбург, како и 40 јубилејни години од вашето формирање и постојање како црковна општина. Драги браќа и сестри, од овде, од Шведска, од Малме, започна почетокот. Вие ги удривте темелите на нашата епархија. Вие ни го покажавте патот по кој мора и треба да се оди. Ги обединува Македонскиот сојуз во Шведска во интерес на времето. Ќе ве молам председателот да го дозволите, знам дека сите сакате да кажете понешто, но да оставиме за вечерва во Тренебор. Председателот Јован Божиновски во името на сите вас представниците на Македонското издружение. Благодарам. Ваше блаженство, ваши високи преосвещенства, ваши високи преподобија, пречесни оци, господине амбасадор на Република Македонија, господине Васил Наумов, директор на Агенцијата за диаспората, преселеништво, господине Ристо Манчев, пратеник во Македонскиот парламент од Европа, representanter för Svenska kyrkan, representanter för svenska myndigheter och regering. Со Божја милост и ваш благослов, дозволете ми од името на председателството на Македонскиот сојуз и нормално тука се сите наши друштва и од моје лично име на македонските верници од православна вероисповест, а и наши членови, да им честитам овој голем и радосен 40 годишни јубилеј на црковната општина и осветувањето на Божиот храм Свети Наум Охридски од Малме. Денес кога славиме ваков значај јубилеј, не можеме а да не им се заблагодариме на сите оние кои текот на изминатиот период на еден или на друг начин допринеле секој спрема своите можности за постигнување на нашите цели. Македонските православни црковни општини, пошто вечерва нема да биде тука од Милан Стојчевски. Имам председателот на црковната општина да го прими цвеќето од Македонскиот сојуз
што е тука, а другиот поклон ќе оди на нивно конто. Така да тие пари веројатно ќе ти донесат за нека друга намера. Фала. Милан Стојчевски. Ваше блаженство, ја ќе бидам краток и јасен, ваше високопросвещенство, ваше преподобие, пречесни отци, ваша екселенција амбасадор од Република Македонија во Шведска, во Шведското кралство и драги гости, брајче и сестри, добар ден. Во името од Македонската православна црковна општина Свети Кирил и Методи од Гетенбург и во мое лично име да сите вас ви го честитам 40 годишниот јубилеј овој свет и овој светол чин на осветување на македонскиот храм, кој е духовно-културен центар на овие скандинавски простори. И ви посакувам уште многу успеси заеднички да прославуваме многу јубилеи. Благодарам. Браво. А сега го поканувам председателот да прими тој мал поклон од световната општина. Малме не е Малме, ама Малме е препознатливо преку Македонската православна црковна општина во Малме, ама и меѓу првите македонски здруженија и клубови кои што се формирани на овие простори, тоа е КСД Македонија Малме. Почитувани, првите луѓе од институциите кои денеска се тука, и од Шведска, и од Република Македонија, и од целиот свет, еден поздрав искрен и благодарност на нивното присуство токму на овој чин, на најголемиот чин на македонците христијани, осветувањето на овој храм, Свети Наум Охридски од Нека ни е честит овој јубилеј, 40 годишниот јубилеј на и денешното осветување на Македонската православна црковна општина Свети Наум Охридски од Малме. Благодарам. Посетуваме пријатен ручек на сите, поведете, ќе стигне до сите полека и послужете се, па и напиете се, нели македонски ние. Пивен домаќин на ова трпеза и на епархијата и на црквата што ја осветивме. Господине амбасадоре на Македонија во Шведска, представници државните власти Шведска и на Шведската црква кои у Малме, кои веќе може би се скоро заминати, представници на црковните општини од Америка и Канада, представници на црковните општини од Европа, односно од Европската епархија, председателот на Агенцијата за иселеништво, господин Васил, и исто така сите присутни браќа и сестри на ова трпеза на љубовта. Ете, јас би рекол дека првите ќе бидат последни, последните први, така вели Светото писмо, па јас саков е првиот митрополит на ова епархија е последен говорам. Во смисла на нештото да кажам дека не е прв, тој е втори. Најнапред да заблагодарам на Светиот Синод што во 1981 година ме постави како надлежен архиереј на црковните општини во Европа, а потоа во моје време стана и епархија, таа која ја предадов после 9 години управување со таа епархија и секако моите сеќавања на
моето управување со овие црковни општини и со епархијата која се основа тогаш се врзани најнапред со Малми и Гетеборг. Затоа што првите црковни општини во таа епархија беа основани овде во Шведска и секако дека не е на одмет да ги спомнеме и оние без оглед на тоа колку придонеле, секој според силите и можностите своји на црквата Свети Наум Охридски во Малме. Да ви посакам мир и благослов од Бога и да продолжите да живеете литургиски живот. Ништо не правете без благослов на нашиот владика и без благослов на вашиот парокиски свештеник. Се што ќе правите без нивни благослов, наопаку е, не од Бога, од ѓаволот. Да знаете сигурно дека е така. Честито нека ви уживате. Благодариме. Веќе сме при крај, само да кажам дека продолжуваме вечерва во 18 часот, веќе просториите ќе бидат отворени пред тоа во Фолкенс парк во Трелеборг. И да посакам уште многу вакви прилики таму каде што видиме нашиот македонски народ. И уште нешто, доаѓајќи наваму размислував, знаејќи дека е ограничена тежината во овој авион со кој доаѓавме, да биде мало, а да остане за спомен од настанот што ги имавме, и сепак одлучив да земам нешто од она што е најголемо во Македонија. А навистина поголемо од милениумскиот крст немаме, но за жал во минијатура. Така што на црквата Свети Наум Охридски еден мал спомен од делегацијата што дојдовме од Македонија. Председател, поведете. И сакав и тоа да ви донесам делата на Свети Климент, преведени и минатата година издадени на современ литературен македонски јазик, севкупното творештво, она што Свети Климент го говорил, го запишал, како пофалба, како беседа, сето ова е собрано. Имајте го во црковната библиотека. И уште еднаш благодарност за се што направивте овој ден да биде голем празник за сите нас овде, а и за сите македонци и македонската црква на сега ден. На многу години. Стефан, блаженейшему и високодостојнейшему православному архиепископу Святейшија цркви македонскија, нам же отцу и владице, нам многая лета, нам многая лета, нам многая лета, владико. На многу години заедно со сите.